што најавме тука е господинот Дарко Симуновски, инвестицијски експерт, познат на нашата публика. Господине Симуновски, добро дојдовте во Студио 10. Добро ве најдов, чест и задоволство ми е што сум повторно тука на 4 вести. Кај вас е ново што сега почнавте и со еден инвестицијски фонд да работите во Македонија. Ќе разговараме повеќе за тоа, се разбира, ќе дојдеме и до тоа, но еве да почнеме генерално. Кога зборуваме за инвестирање, за инвестиции, сега зборуваме пред се разбира за граѓаните, за физичките лица, за таков тип на инвестирање. Она што многумина не го разбираат или се прашуваат, зошто воопшто да инвестираат? Бидејќи знаат луѓето кај нас има еден конзервативен начин на штедење, оди стави ги парите во банка, имаш некоја одредена камата и тоа е тоа, и се прашуваат зошто па би инвестирале. Ете да почнеме со тоа. Да. Одличен увод би рекол дефинитивно, да, потребно е да се инвестира за да можеме да се носиме со тоа што самиот систем, онака како што е направен финансискиот систем, да можеме да се носиме со него. Во одредени периоди постои инфлација и другото што, пример, луѓето, 99% од луѓето што не се во финанси, па и дури голем дел од тие во финанси, не го гледаат другиот дел, тоа е девалвација на фиат валутите. Например, кога немаме некоја посебна висока инфлација, кога очите на јавноста не се кон таа инфлација насочени, тоа што никој не го гледа и никој не озборува, се случува девалвација. Значи, постојано намалување на вредноста на парите, народски кажано, односно фиат валутите. Има еден податок, ќе прекинам Кусо, еве спомнавте, прочитав скоро дека од кога е воведено еврото, 2000 која година точно беше до сега, дека е девалвирано околу 80% од тогашната вредност. И да. Тоа ние со тек на време не го приметуваме, дека е тоа така. Да. И тоа е најглавната причина зашто треба секој да инвестира, без разлика дали е физичко лице, правно лице, па институција, без разлика во која форма на организација е, дефинитивно мора да се инвестира и особено инвестиција се мисли на секаков вид на имоти и активи, но со главен акцент на финансиските пазари, затоа што сепак тие се најликвидни и што е многу битна работа да можеш да излезеш од позиција како што си влегол и да можеш во секој момент да излезеш од позиција. Значи има тука ликвидноста што е многу битно и круцијално и секако дека имотот со тек на време се зголемува и неговата вредност како рефлекција на ова што го зборуваме, нели, инфлација и девалвација. Кај нас граѓаните сепак ние идеме од едно поинакво општество за разлика од овие западњаците. Западњаците одамна имаат уредување на капитализам, за разлика кај нас до пред 30 на години живеевме во едно комунистичко општество, или некој што милува да го вика социјалистичко општество. Во едно такво општество наративот и идејата на секој еден човек е многу поразлична од овие што живеат во капиталистичко општество. Така да, поради тоа, како главен предуслов би го кажал, тука менталниот склоп е малку поинаков. Ние сме рекордери во држање депозити во банки. Дури и самите банки кажуваат дека препорачуваат дека треба да се инвестираат средствата, парите на сите граѓани и фирми и така натака. Али на крајот на денот е битно да се разбере дека мора да се инвестира за да можеме ние да одржиме вредноста на имотот што го имаме, на парите што ги имаме. Со тек на време за да можеме да се одржат тие во одредена вредност, мора да се инвестира пред се во финансиски средства и после нормални во други видови на имоти и активи. Да, претпоставам дека најголема резерва или најголем страв на луѓето од инвестирање доаѓа поради ризикот од инвестирање. Ќе разговараме за тоа како посебна тема. Сакам уште една илустрација, еве, да дадам, например, што луѓето можеби не го разбираат или не го гледаат кога чуваат пари на долг период. Па дури и кога ги чуваат во банка за таа некоја камата од 2, 3, 4% максимум, не знам, во денари, да речеме, во евра е помало. Ако сте можеле вие за 100.000 евра, пред само 6 години да купите стан од 100 квадрати, сега може да купите од 50 квадрати. Значи, вие сте ги чувале парите, само 6 години, зборуваме разлика. Сте ги чувале парите 6 години и сте изгубиле 50 квадрати во стан. Еве, ако споредуваме со недвижнини, да не споредуваме во злато или во било што друго. Јасно. Особено кај луѓе, физички лица, имаме честа појава кај нас во Македонија што има одредена, да речам, што се средна класа во Македонија, значи на луѓе, и претежно таа средна класа оди на нешто најбезбедно, оди на инвестирање во недвижности. И тоа кога го гледаш со цената, како што го кажа сега овој пример,
тоа одлично звучи. Инвестирате, пример, хипотетички да речеме денес, 100.000 евра во некое мало станче, што нели пред неколку години според примерот може да биде многу поголем стан и сега го купуваме тоа, после неколку години факт е дека тој недвижен имот цената ќе оди нагоре, особено на станови тука кај нас во Македонија, па и на Балканот. И сега тука како тие луѓе нормално што немаат финансиска едукација, ќе помислат, ќе речат, па види сега скок на вредноста на станот, на квадратот и така натака и го гледат како одлична инвестиција. Но меѓутоа тоа што не можат да го разберат и да го видат дека е финансирањето на финансиски пазари во акции пример или за некој што сака поризично да игра пример во криптото, далеко би носело поголеми приноси со тег на време, со тег на годините, него недвижен имот. Затоа што цената, скокот на цената во недвижностите, тоа што нас не изгледа дека е скок на цена, дека некој заработил, не заработил никој, нема скок на цена, туку тоа е рефлексија, огледало ефект на инфлацијата и девалвацијата, тоа што на почетокот од разговоров го зборувавме. Значи тоа е само една рефлексија, недвижностите, цените во недвижностите се рефлектирање на инфлација и девалвација. И затоа пак ќе кажам, инвестирање во финансиски средства би било дефинитивно најдобра опција за нормално за подолг рок. Али сосема сте во право со таа забелешка, со таа што го споменавте, апсолутно недвижностите одат нагоре, рушат рекорди, и најверојатно може и тој тренд да продолжи. До кога не знаеме, ќе видиме, додека не покаже економијата посериозни пукнатини, би рекол. Кога тоа би се случило системски, тогаш веќе можеме и да очекуваме и пат на недвижностите. Но како што вие спомнувате, кога веќе правиме таква споредба меѓу инвестирање во недвижности и во акции, да речеме, па доколку пред 6-7 години сте купили акции на Nvidia, ќе сте имале 1000% отприлика на парите. Отприлика сега. Да. Добро, ајде да видиме кога зборуваме да се инвестира, зборуваме прво зошто, ајде да видиме каде и кога. Кога зборуваме за финансиски пазари, кои се опциите, кои се можностите? Денешно време има многу опции за луѓето, за секој еден институција, фирма што има голем пейсаж на можности за инвестирање и портфолиото и тоа што се инвестира треба да биде во соодност на профилот на инвеститорот и нивното знаење и познавање на финансиските пазари. Кога ќе видиме кој е профилот на инвеститорот и нивното знаење, тука од тоа зависи како ќе изгледа едно портфолио. Ако е за повозрасни луѓе, што сакаат по-конзервативно да играат, некои што веќе стекнале одреден имот со тек на годините на работата и така натака, сигурно таков профил на човек, па или фирма, не би сакале да одат на поризично, ќе сакаат да одат на некои опции што се посигурни, значи да одат кај blue chip компании, евентуално компании што нудат дивиденди, па дури и обврзници за стабилност на нивни прилив на средства, односно добивка. За разлика, пример, што можам да дадам како предлог е за помладите, особено тие што се помлади од 40 години, јас би им предложил повеќе да одат на акциите во технологија, во сектор технологија и секако криптовалутите начело со биткоин, сметам дека тоа е една промена на играта што се случува сега на макроекономско ниво, затоа што имаме технологии што се прилично нови, но меѓутоа ќе го дефинираат лицето на светот. Тоа што го имаме, како што многу пати сум го зборувал и кај вас тука во емисија за блокчейн технологии, се што е поврзано со блокчейн технологии и сега во последниве, да речам, 4 години со скокот и бумот на вештачка интелигенција. И сметам дека тоа секако се уште сме ние на почетокот, особено со вештачка интелигенција, се уште сме на еден зародиш почеток на една нова класа во технологијата, би рекол, самата како вештачка интелигенција и сето тоа можностите што може таа да се поврзи и во роботика, во автономно возење, значи буквално да смени целата економија. Ние дури имавме извештај од овие популарно што ги викаат Magnificent 7, најголемите акции во USA. Јас би рекол Magnificent 10, затоа што тука се сите со трилионски вредности. И гледаме еден тренд кај нив, особено во последниве 3 години, каде што вработеноста се намалува полека, но меѓутоа употребата на вештачка интелигенција оди нагоре.
Така и профитот расте. И профитот расте, секој квартал се рушат рекорди. Јас на многу што мислат дека ова рели, овој бул маркет, има многу економисти поделени во тоа мислење, што мислат дека ова некој балон треба да пукне, премногу е бројката, цената на акциите и така натака. Ако гледаме од перспектива на PE ratio, price per earning индекс, ако гледаме од тоа, да, ќе видиме дека се навистина премногу. Се уште тој тренд ќе продолжува и ќе се забрзува тој тренд. И тука ќе имаме една трансформација, макроекономска трансформација и ќе имаме едни вакви рекорди како што видовме Nvidia, прв пат фирма стигна 5 трилиони американски долари маркет капитализација, што пред пример 5-6 години беше незамисливо дека толку брзо ќе дојде, но меѓутоа еве се случува. Како што пред 2 години кај вас кога беше биткоин околу 5-16.000, зборувавме, јас кажав уште тогаш дека во наредните 2 години може да престигне, да премине преку 100.000 долари, па еве стигнавме до 126.000 долари. Така да тие работи не се случајни. Има зошто се случило тоа? Тоа е затоа што имаме нова адаптација, генерално на голема адаптација светска прифаќање на тие нови технологии и тие се преточуваат и во Wall Street и во најсилните берзи во светот. Да, па гледаме дека веќе најголемите технолошки компании, Google рестартира нуклеарна централа во Ајова, буквално од нула ја рестартира бидејќи им треба енергија за дата серверите за AI, најавуваат изградба на дата центри во Вселената, тоа го најави и Илон Маск, дека исто така ќе гради дата центри во Вселената. Значи, потребата за енергија таму е незамисливо голема. Гледаме дека таму ќе има, дека, како што вие велите, ова е само почетокот во тој сектор. Ајде да се вратиме уште еднаш на двата типа на инвестиции кои кажавте. Првиот дел за оние конзервативни инвеститори, а вториот дел за малку, ајде да речеме, похрабрите или оние кои очекуваат поголем принос. Ги спомнавте за првиот дел дека тука се дивидендни акции, постабилни компании, обврзници и така натаму. Еве за граѓаните, што е разликата доколку ги стават едноставно парите во банка со некоја камата од, не знам, денарска до 4% се движи од прилика, девизна околу 2%, до ваков тип на конзервативно инвестирање. Која е разликата во приносот? Да, јас се уште сметам, секоја што сум го кажувал и многу пати јавно, дека било каква заштеда е недоходовна. Сметам дека треба да се пласираат средствата, парите што ги имаат, без разлика дали фирми и граѓани. Мислам дека не треба само така да стојат. Парите треба да се движат, треба да се инвестираат и како што кажа во зависност на самиот профил на потенцијалниот инвеститор, каде треба да ги пренасочи тие средства. Така да има опции доста, исто од опциите се фондови, инвестициски фондови, затоа што, еве пример конкретно во Македонија, има доста поволности, има донесен е закон од пред не знам колку години од прилика, мислам дека беше 23-та или можеби порано, не знам тие што се правници знаат подобро. Имаше закон што ако физичко лице инвестира во македонска берза или во фондови што се во Македонија инвестициски фондови, има поволности да државата нуди поволности каде што не мора да се плаќа данок на капитална добивка. И такви поволности има, постојат. Исто така кај нас данокот од 10% за фирми во споредба со Европа е многу пониско. И исто така ние имаме можности, истите можности кои сите што на западот ги имаат. Може секој секаде да инвестира кај сака. Ние конкретно еве за нашиот фонд сакаме да понудиме на квалификувани инвеститори сака да направат перформанс подобар од тоа што веќе го виделе. Затоа што тие фондови се отворени, нивниот принос е од 3 до 6%, голем дел од квалификувани инвеститори сакаат да имаат и друга можност, различен тип на фонд да инвестираат. Ако не се доволно едуцирани или ако не знаат сами да прават соодветни инвестиции каде што би имале принос. Како и да е, за било кој инвестирање, јас тоа многу пати го имам кажано, за некој на своја глава да се инвестира, мора да има соодветно познавање на финансиските пазари, мора да има познавање на макроекономија. Ако сакате да бидете успешен во берзата, нормално зборуваме за да се направи тука заработка одредена.
Но меѓутоа, ако не сте сигурни во финансиски средства, макроекономија, не ја познавате, не е ваш домен или немате време, подобро е да се остави на професионалците да го менаџираат, како што е пример на нашиот инвестициски фонд и други видови типови на инвестиција. Добро е дека дојдовме до вашиот фонд, кажете ни повеќе за него, еве конкретно за што се работи. И што е тоа што вие велите дека нудите поразличен тип на инвестиција? Што е поразлично? Така. Тоа што денес го има и е доста популарно отворените инвестициски фондови. Инвестициските фондови има две главни класификации и тие главни класификации имаат и подкласификации, подкласи. Двата главни само вака ќе ви дадам чиста една сугестија, бидејќи голем дел од гледачите мислам дека можеби треба уште попластично да им се објаснат подиректно некои работи кога зборувате што значи тоа што го кажувате. Да. Еве ќе почнам прво од тоа што е фонд, што представува фонд. Може од тука да почнам да биде кратко, да. Да, накратко. Инвестициски фонд представува еден кош на средства од различни инвеститори што ги ставаат своите пари во тој кош на средства и одредено друштво ги тргува во нивно име. Значи, како ние што правиме, како што има други фондови. Вие како граѓани ставате 100.000 денари, карикирам, и потоа фондот за нив тие пари ги инвестира. Ги менаџира, точно така, да. И сите тие што работат во инвестициски фондови, тие се луѓе што се професионалци, мора да бидат професионалци за да водат една таква инфраструктура и да работат таква дејност. Така да и во нашиот случај е исто, значи тоа е фондот, значи во едно клупче каде што се збираат сите средства на сите инвеститори и се менаџираат од професионалци. Тоа е инвестициски фонд, вака наједноставно објаснато за некој што не е запознаен. Сега кога веќе знаеме што е инвестициски фонд и постојат два типа на инвестициски фондови, тоа што веќе го гледаме кај нас, отворени инвестициски фондови. Кај отворените инвестициски фондови секој може да инвестира од 500 денари нагоре. Буквално секој може да учествува во тој инвестициски фонд. Тоа е една карактеристика кај отворените фондови. Друга карактеристика битна кај отворените фондови, тие се строго регулирани и имаат граница во начинот што смеат и колку смеат да инвестираат. Тоа е кај отворените инвестициски фондови. За разлика од како ние што сме приватен инвестициски фонд, односно друштво за управување со приватни инвестициски фондови, Limitless Fund Management, ние управуваме со приватни инвестициски фондови. Моментално имаме регистриран нашиот прв приватен инвестициски фонд Limitless Global Fund, нормално регистриран од Комисијата за хартија од вредност. Ние во тој фонд, тој е приватен инвестициски фонд и за разлика од овие отворените инвестициски фондови, тука можат да инвестираат само квалификувани инвеститори. И уплатата кај нас... Што значи тоа? Квалификувани инвеститори значи луѓе или фирми што, еве народски кажано, што се во со подлабок джеп. Значи луѓе што имаат повеќе финанси и едноставно не може, пример сега некој што зел кредит 50.000 евра и тоа му е се во животот и сега да ги инвестира во фонд. Тој не е квалификуван инвеститор. Значи мора некој што е со поголема нето вредност на имот, мора да е такво лице или фирма. Тоа значи квалификуван инвеститор и кај нас за уплати во фондот минимум уплата е 60.000 евра по инвеститор. Тоа не е нешто што ние сме го измислиле, тоа е по закон за инвестиции на инвестициски фондови, минимум уплата е 50.000 евра, тоа е законски пропишано. Така да ние одиме со 60 за да не бидеме на самата граница за евентуална флуктуација ако има на пазарот да не паднеме под тие 50.000 евра. Така да таа е главната разлика, а другата битна разлика е во менаџментот, тоа што спомнав пред малку, кај отворените фондови тие се доста рестриктирани како би инвестирале и во што би инвестирале и процентуално колку би инвестирале. За разлика ние како приватен инвестициски фонд ние немаме лимит, немаме граница како и во што би инвестирале. И исто така што сакам да го прецизирам е дека ние сме прв единствен фонд од било каков тип што ние имаме и хартија од вредност во нашиот фонд и недвижности. И ние инвестираме и во хартија од вредност и во недвижности. И моментално во овој фонд вака како што е регистриран. Така да таа уникатна можност ние што ја нудиме е за ние да
можеме да им дадеме добар принос на инвеститорите, таа е нашата цел, да им дадеме добар принос, но меѓутоа и сигурен принос со текот на годините, затоа ги инволвираме тука типот на инвестиција во недвижности. Пример, еве сега сме во план за градење на стамбени објекти во Штип и ќе понудиме нешто што други не го понудиле како инвестиција. И што значи тоа? Ако некој инвестира во фондот кај нас, тоа значи дека ќе има удел и во тие хартии од вредност и ќе има удел во зградата што ќе се прави во иднина. Така да тоа е убавина. Комбинирана инвестиција. Да, комбинирана инвестиција и тоа го направивме со цел да имаме еден стабилен раст на фондот и стабилен приход во фондот. И затоа ја направивме оваа комбинација и да едноставно ние во начинот на работа, во се што правиме, ние ги кршиме бариерите, сакаме да излеземе малку од конвенционалноста, сакаме да излеземе и малку да размислуваме out of the box и да понудиме различни алтернативи за нашите граѓани и фирми тука во Македонија, па и за странци и за наши, особено што живеат странство, што се мачат со високи даноци, кога веќе можат да си инвестираат тука во Македонија и да си ги префрлат после на нивна сметка за многу помали даноци него што би ги имале пример во Италија или во Германија или во Франција. Така да главната поента беше да се понуди едно нова инвестициска можност за сите тука во Македонија и пошироко, нешто различно што го немало досега и се надевам дека со тек на време, со тек на годините, мислам дека самиот перформанс ќе зборува за нас, кои сме и што можеме да направиме. Симоновски, вака кога ве слушаат тебе, да речеме, и потенцијалните инвеститори, она што цело време се прашуваат за каков принос зборуваме, за колкав принос. Сега, вие бидејќи сте нов фонд, немате историски податоци кои би можеле да ги презентирате, но мислам дека од праксата, од прилика, знаете за што се работи, за колку се работи, бидејќи го знаете движењето на пазарите во минатото. И сега, тоа е прашањето. За каков принос, за каков годишен принос зборуваме, од прилика се разбира, знам дека тука не е можно да се дадат децени одговор. Јас би можел да тврдам за тоа што како портфолио стратег преходно пред сега официјално да работам во фондот, самостојно што веќе дел од инвеститорите имаме што веќе се префрлија во фондот, што преходно јас ја правев стратегијата на нивното инвестициско портфолио. Пример, за оваа година за 9 месеци имаме преку 30% пораст, добивка на берзите. За акции зборуваме. Не навлагам во криптото, ако зборувам за крипто, тоа веќе се други далеку подрастично повисоки проценти на добивка, но меѓутоа генерална добивката што веќе јас сум ја правил на мои клиенти била околу 20 до 30% годишно во едни добри години како што беа 2024 и ова година 2025 и мислам дека така ќе заврши. Така да, ако продолжи овој тренд, што очекувам дека ќе продолжи, сметам, не гледам причина зошто да не се направи, сега не можам да кажувам проценти, би било сосема неблагодарно, сепак ова е инвестициски фонд, но меѓутоа, како што кажав, нашата цел, нашиот таргет е да бидиме далеку повеќе, подобар принос од било кој инвестициски фонд. Тоа е нашиот таргет, тоа е нашата цел. И се надевам дека таа цел и таа таргет што имаме ќе оствариме што поскоро. Се разбира дека тука и ризикот од инвестирање, зборувавме веќе за тоа, ако зборуваме веќе за некакви резерви кај луѓето, тоа е резервата, може би поудучени од некои кај нас минати времиња кога имавме, добро, тоа беше многу одамна кога пропаѓа и банки, но имавме и скоро пример на пропаѓање на една банка. Значи, живееме во една земја која не може да се пофали со многу стабилен економски па и политички и правен систем и верувам дека од тоа доаѓаат и одредени резерви кога се поврзуваат и со инвестирање. Да, само јас сакам да им појаснам на сите што евентуално би инвестирале кај Limitless Global Fund, ако би инвестирале кај нас, ние инвестираме во светски берзи.
Така да ние не сме зависни од локално што се случува. Тоа е прва работа. Втора работа, ние како веќе регистриран ентитет, ние го менаџираме фондот и за тоа си има одредени регулативи што ние мора да ги следиме и да ги почитуваме и со тоа да можеме на некој начин да бидеме сигурни за средствата на нашите инвеститори, но меѓутоа исто така и да направиме добар принос. Како што кажав, нашето инвестирање нема никаква допирна точка тука во Македонија, освен недвижностите, што ќе ги градиме за следната година. А инаку, што се однесува за финансиските средства, инструменти, сето тоа што го тргуваме, тоа е на светски берзи. Така да, кај нас тој ризик нема да постои. Да, а што е генерално со ризикот од инвестирање во поглед на кај ризикот на во смисла на ризикот на инвестирање за во фондови зборуваме? Во било што, во акции, во било што. Генерално, ризикот од инвестирање. Видете, во секоја инвестиција постои ризик. Значи, тука мора да си бидеме јасни, значи нема тука што тука да не се лажеме. Значи, секоја инвестиција има одреден ризик, одреден степен на ризик. Ако се остави тоа инвестирање да се остави на професионалци, ризикот е драстично помал. Кога професионалци раководат со парите, него некој на своја рака или на дојава или народски кажал некој нешто, па сега че да послушаме. Значи, тука е најголемиот ризик. Прво, тука мора да се разбере. Втора, нормално, постои пазарен ризик, значи може да се случи пад на берзите, се случувало тоа и ќе се случува, не е тоа нешто што е непознато за било каков тип на берзи на инвестиции, така да тие ризици секој еден кога инвестира си ги презема тие ризици. Ако хоризонтот на самиот инвеститор е подолг од 5-6 години, во тој случај тој инвеститор тој секако на долг рок ќе победи и ќе биде во добивка. Може би за тие 5-6 години ќе има моменти каде што портфолиото би било евентуално минус, но меѓутоа на полог рок дефинитивно ќе има приноси, тоа како подобри приноси од било кој друг пример бизнис или пример недвижности, тоа што им е познато на луѓето. Така да финансиските пазари нудат тоа што и на почетокот го зборувавме, многу подобар принос него било која друга инвестиција. И така да и фондовите во овој случај се е добра инвестиција, особено приватен инвестицијски фонд, кога зборуваме веќе за квалификувани инвеститори, да им се даде една нова можност за инвестирање од тоа што досега сме го виделе. Така да генерално во Македонија може да се каже инвестирањето во фондови е доста сигурно инвестирање, затоа што сепак сите фондови се фактички регулирани институции при КХВ, Комисија за хартија од вредност, така да мора да поминат низ одредени филтри и во начинот на работа и на менаџирање исто така мора да се запазат одредени норми и етичко работење во менаџирањето на средствата и на целокупно на самиот фонд. Така да тоа е релативно доста сигурна инвестиција. Да, вие кога зборувате го споменавте ова инвестирање на долг рок како побезбедно, да речеме најголеми флуктуации или најголеми падови на берзите имало за тие големи светски кризи кои се случувале. Да се вратиме од големата економска депресија во 30-тите, па потоа тие неколку циклуси, но секогаш историски акциите прават ребаунд и потоа се враќаат, ги надминуваат многу тие нивоа потоа. Значи, доколку сте долгорочен инвеститор, рече се и да ризикот е минимален. Да, апсолутно. Како што кажав, ако се консултираат и ако портфолиото биде работено од професионалци, во тој случај минимален. Сега нормално и во акциите, како и во криптото има многу шпекулации. Пример, има многу што викан меме акции, како што има меме токени, пример, во криптото. Така да, секогаш ќе има шпекулатори, секогаш ќе има луѓе што на бул маркет нешто ќариле, па после им се големила самодовербата, па после изгубиле во некои погрешни инвестиции. Надеж за брзо збогатување е нешто така. Да. Значи тоа треба да се заборави, да се тргне кога се инвестира. Не постои нешто така каде што некој преку ноќ може да се збогати, такво нешто не постои. Мора дисциплина и мора да се има една цел
за секој инвеститор цел каде што ќе се постави, ќе се знае на кај се оди и што сака да се постигне, но меѓутоа за тоа треба време и секако асистенција од професионалци. Да, уште ова во поглед на акциите, за луѓе кои имале акции на македонска берза, инвестирале или ги стекнале со право на работа, ги наследиле од родителите и така натаму, знаат дека кај нас постои една одредена законска регулатива, дека постои централен депозитар на хартија од вредност, дека може тамо да видат кои акции ги поседуваат, од кои компании и така натаму. Каква е регулацијата во поглед на инвестирање на странските берзи, бидејќи тоа на многу луѓе не им е јасно? Ако они инвестираат преку вашиот фонд во акција, еве да речеме на Google, дали тие ја поседуваат таа акција на Google? Каква е тука регулативата? Ако сега конкретно пример, ако се инвестира во нашиот фонд, кога некој инвестира во нашиот фонд, во фондот што ние го менаџираме, не е наш фонд, да бидам конкретно појасен. Значи ако некој инвестира во фондот, купува удели од фондот. Со тоа значи колку што има средства, толку има удели во самиот фонд. И тоа значи дека ние се што одлучуваме да се инвестира од средствата на тој фонд, секој еден што има според неговиот удел на средствата што ги вложил, толку има удел во сите тие активи и имоти што ние располагаме во фондот и што ги менаџираме. Тоа вклучувајќи и акции, тоа значи и за акции исто. Значи тој индиректно исто има собственост на тие акции што фондот ги купил. Затоа што тој представува дел од тој фонд, секој еден инвеститор. Кога друг начин за да се поседува акција е кога се оди преку брокерај. Ние не сме брокерај, значи има други брокерски куќи во Македонија, или преку банките има брокерај, пример во НЛБ банка имате, секој може да си отвори сметка. Купи ми таа акција. Да, да си се отвори сметка, таа е уште една додатна сметка што треба да се отвори за делот за брокерај, каде што може да се купуваат акциите и едноставно секој еден граѓанин може да му каже која акција сака да ја купи на брокерот и брокерот да направи налог во нивно име и акцијата да ја поседува лично. И трет начин да се пазари за граѓаните преку онлайн платформи како Interactive Brokers, но меѓутоа што е многу битно тука, тоа многу сум го спомнал и сега сакам да го спомнам во оваа прилика, кога купувате преку Interactive Brokers, де факто вие не поседувате лично акцијата, туку индиректно. Самите Interactive Brokers се поседуваат во ваше име. Тоа би дошло исто како криптото што зборувавме. Кога имаш крипто на Binance, уствари не поседуваш ти, Binance го поседува. Но кога го имаш на твој волет, на self-custody волет, независен паричник, тогаш ти ги поседуваш. Така и кај акциите. Ако одиш сега преку брокерај, си ја купуваш на твое име. Значи има тука име, презиме кој купил и ја поседува. Да. Така да тие се начините за да се поседуваат акциите. Да, пред малку спомнавте вие за данокот. Знаеме дека кај нас данокот на добивка од купопродажба на акции, дека законските одредби велат дека не плаќате данок доколку акцијата ја поседувате во рок од 2 години. Доколку ја продајате пред тие 2 години, треба да платите данок на добивка. Тоа е исто, претпоставам, во секој облик на финансирање, на инвестиции се зове. Не, кај нас тоа важи ако инвестирате во македонска берза и ако инвестирате во фонд што е регистриран во Македонија, македонски фонд, инвестициски. Само во тие два случаеви. Но меѓутоа не за друг тип на инвестиции или на друго место инвестиции. Значи во тој случај тоа важи за физички лица. За физички лица. Тој закон е за физички лица, за физички, да. Сега не знам точно кога, ама чинам пред неколку години го донесоа со измена, што е одлично нешто. Така да тоа е одлична можност за секој еден граѓанин да си влезе во берзата, да си ги, што викаме народски, да ги умножи своите пари со тек на време и законски да нема никакви побарувања за данок да се плаќа. Но меѓутоа за овие другите корпоративен данок што е за фирми е исто така многу низок, 10%. Така да и добро е и за фирмите, кај нас во Македонија се уште нема таа култура што го има во Западот. Во Западот секоја една фирма инвестира во финансиски пазари. Не постои фирма што барем дел од својот имот го нема ставено на берза на акции. Кај нас сликата е се уште многу уназадени сме во тој дел, уште заостануваме во споредба со другите. Треба време,
поготово по новите генерации што ги разбира подобро овие работи, особено овој делов што зборувавме за девалвација и инфлација на фиат валутите, на парите. Така да со тег на време сметам дека тој тренд ќе се подобрува и ќе има повеќе што ќе инвестираат. Затоа што секоја инвестиција преку фирмата тоа е имот на фирмата, де факто и де јуре. Така да и купување во акција е имот. Не мора да значи дека пошто кај нас се уште, како што кажавме, се уште го немаме таа култура на инвестирање. Се уште во помали рамки за разлика од западните земји и треба време за тоа. Но меѓутоа треба да го согледаат тоа и што поскоро треба да се вклучат сите во финансиските пазари. Да не зборуваме за Норвешка, кој има суверен инвестициски фонд државен во кој има буквално трилиони долари и кои само им растат. И буквално онака народски кажано не знаат што да прават со парите. Да. Јас имав и тоа е пример за тоа како држава инвестира. Да. Тоа е одлична работа што е прави Норвешка, Саудиска Арабија, УАЕ, има уште неколку држави, САД и така натака што веќе го прават. Јас одамна повикував за тука во Македонија, но меѓутоа се уште гледам уште нема издаа разбирање, можеби. Одамна јас повикував дека треба злато, сребро и биткоин начело да бидат како еден наш фонд, во на Македонија зборувам, како суверен фонд, како што го спомнавте тој на Норвешка. И то тие одат толку подалеку што тие буквално оперираат како еден инвестициски фонд. На тој начин има дошта технолошки акции што ги селектирале во нивниот суверен фонд на државата. Така да треба тоа, мислам дека тоа исто така тој тренд ќе го гледаме се почесто во повеќе држави. И ќе се случи и тука во Македонија, но меѓутоа обично во Македонија тенденцијата е дека заостануваме во се, така да и во тоа ќе заостанеме, но меѓутоа ќе дојде моментот каде што и ние ќе го имаме тоа. Затоа што се оди кон тоа и самите услови на макроекономијата и онака како што е економијата, особено во оваа ситуација, мора да се инвестира. Затоа што да не заборавиме дека најголемата економија во свет е преку 110% задолжена. Зборувам за САД. Пред 34 трилиони американски долари долг. Исто така, Јапонија, што никој не зборува за неа, и сметам, моje мислење и прогноза е дека следната криза што би се случила, мислам дека има шанси големи се случи од Јапонија. Нешто како што се случи во 80-тите. Јапонија има 270% долг према од БДП. Тоа е нешто невидено во историјата на макроекономија. Досега никој тоа не го видел и уште многу економисти има спротивставени ставови што би се случило во ситуација кога тој меур ќе пукне. Тоа е меур. Кај што имаме 270% од БДП задолженост. Исто така меурот се прелева лека по лека и во ЕУ. Имаме 135% задолженост на Италија, преку 110% задолженост на Франција. Европска зона е скоро 100% должна на БДП. Значи тие се опасни бројки и што треба да се случи макроекономски? Мора самата држава што има толков долг, мора да го зголеми продукцијата и мора да го зголеми својот БДП со тоа што ќе дава, нели, во инјектирање во самата економија, во фирми и така натака, за економијата да расте, за да може да се сервисира долгот. А економијата не расте, долгот ќе не може да се сервисира. Да. Тоа што го прави сега пример Трамп, затоа Трамп ги прави некои нелогични работи што изгледа нелогично, меѓутоа Трамп тоа што прави е спасува империјата во реално време. И затоа сака тој приватниот сектор го поддржува максимално, се донесоа доста регулативи во тој поглед. Во Америка бирократијата е на минимално ниво, за разлика од ЕУ, каде што имаме голема бирократија за бизнисот да цвета, така да ние сега генерално сме дојдени во ситуација каде што економиите мора да растат. Ако не растат, ќе не може да ги сервисираат долговите. А за да растат, мора да се инвестира покрај инјектирање во самите фирми и давање на услови подобри за економијата доди нагоре, но меѓутоа тоа важи и за финансиските пазари. Мора тука да се инјектира пари исто тука. Еве сега сме во ситуација пред квантативно олеснување, ќе почне и тоа од јануари, така да сметам дека берзите допрва ќе рушат рекорди, особено во САД. Да. Особено во САД. И затоа сакав ова што спомнав, сакав да ги поврзам тие работи како се едноставно сите во едно поврзани и како зависат една од друга. Да, еве имаме уште 5-6 минути до крајот на емисијата да спомнеме нешто за криптото. Дали мислите дека некако стигна малку таа еуфорија околу криптото? Дали така не се чини или не е баш така?
Еуфоријата дефинитивно е стивната, еуфоријата, луѓето што има, луѓето генерално реагираат онако на сентимент. И ако гледаме што популарно на англиски се вика ритейл, лицата што инвестират, обично тие ги следат трендовите и нормално, не се тие што ги креираат трендовите. Но меѓутоа што сакам со ова да кажам, дека луѓето сентиментот многу лесно можат и да го сменат и да од ова што е сега моментално негативен сентимент, затоа моментално стагнираме со цената, имаше исто така некои поголеми чувари на биткоини што продадоа некои фирми, така да ова беше сепак ова беше нормално, затоа што да подсетиме на 6 октомври чинам дека имавме рекорд од $126,000. Така да ова беше сосема природно дека ќе има корекција. Не може да оди до недоглед само нагоре. Е пребрзо порасна. Да, пребрзо порасна и сега нормално е корекција, нормално е дека има веќе доста сериозно големи инволвирани страни во купување на биткоини, особено зборувам за институции, за правни лица, тие веќе онив дел сакат да се излезат со профит, затоа што влегле на време. Уште кога излезе почетокот на ETF и пред некој има и пред ETF да излезе. Значи тоа зборуваме за пред $40,000 да беше цената, така да тие имат повеќе од дуплирано тука и нормално дека сакаат да си профитираат. И сега нормално дека идеме во една таква ситуација, но сметам дека сентиментот во криптоиндустријата ќе се промени, ќе биде на позитивно, можеби крајов на ова година, може во криптото, вие добро знаете дека може се да се случи, може сентиментот да се смени во рок од неколку денови. Може сега да има некој нов купувач што ќе крени цената, ќе вивне на биткоин на нови рекорди, другите помали криптовалути да следат и после сентиментот да биде позитивен. Или Трамп ќе каже нешто, ќе даде некоја изјава и веднаш реагираат пазарите. Да, јас тоа што го гледам, мене не ме интересира сентимент, мене ме интересира прво технологијата. Технологијата е навистина пред своето време. Се уште треба време да дојде до една глобална светска адаптација, али одиме многу брзо кон тоа, се движиме кон тоа, одиме. Институционална прифатливост веќе има, веќе институции префрлуваат обврзници на Ethereum блокчейн и на други блокчейн мрежи. Веќе се случува и во најава има и веќе дојдоа неколку криптовалути, ги имаме ETF. Моментално имаме Litecoin ETF, имаме Solana ETF, Hedera Hashgraph имаме ETF. И очекуваме, јас очекувам барем уште 5-6 различни криптовалути што ќе имаат свој ETF. Така да тука со тој дел веќе јас би рекол дека влагаме во каде што веќе останатите криптовалути, за биткоин веќе да направиме муабет, тој биткоин е веќе реномирана финансиско средство и тоа е доста добар дел е држано од институции, така да сметам дека само небото е граница за биткоин, не гледам причина зошто би било поинаку, но меѓутоа овде кај што идеме ситуација каде што другите криптовалути што досега беа како подсмев, несигурни инвестиции и така натака, сега веќе ќе гледаме, ќе бидиме сведоци каде што идеме во ситуација каде што самите институции ќе влагаат во овие други криптовалути и со тоа има шанси големи да се отклучи супер циклусот на криптовалутите. Ако такво нешто се случи, ќе видиме навистина рекорди големи што никој не ни ги предпоставувал. Сега прашање на време, кога тој суперциклус би почнал? Што би значило тоа суперциклус? Суперциклусот е многу различно од ова што го знаеме 4 годишен циклус во криптото што е популарен и така натака, дека секој нов циклус носи нови рекорди. Но меѓутоа суперциклусот е нешто каде што веќе и институциите ќе бидат од една страна, не само физичките лица како досега што беа во криптосферата, во криптоиндустријата, тука имаме институции каде што веќе ќе има масовна адаптација и употреба на тие блокчейн мрежи. И тоа суперциклусот значи дека таквото движење на цената на самиот криптопазар ќе се проложи, нема да биде 4 години, туку додека не се случи таа светска адаптација, може да трае и 10 години. Значи, тоа е различното тука и да се видат некои навистина многу големи високи рекорди што никогаш не сме виделе. Тоа се случи со биткоин и го видовме во неговата цена и таа е сега ќе одиме во ситуација каде што биткоин постепено ќе си се накачува и ќе оди нагоре со тег на време.
Да, че има и нормално ситуации како што имаше сега, нели, паѓање на неговата вредност, но меѓутоа ако се враќаме од година за година поназад, ќе гледаме дека тој расте се поголем и поголем и сметам дека и во 2026 мислам дека ќе се направат нови рекорди. Јас се уште стојам на моето предвидување дека можно и до крај на година да стигнеме некаде околу 130 и неколку илјади долари за еден биткоин и другите криптовалути да следат. Но ова сакав да се доискажам за сите што прашуваат, за да видиме еден altcoin season што сите го очекуваат, најмногу за тоа ме прашуваат многу следбеници, мора да имаме ние поволна макроекономија во смисла каматните стапки мора да паднат, квантативно олеснување да имаме за да видиме ние alt season. И тука ќе видиме исто така рефлексија во пример Russell индексот, кај што се попомалите фирми, но меѓутоа ќе го видиме тоа и во криптото. Така да макроекономијата е тесно поврзана со сите финансиски пазари, вклучувајќи и криптото. И сметам дека уште има простор за растење. Да. Добро, Симуновски, до сега предвидувањата што ги дававте во изминатите емисии обично излегуваа точни. Ќе видиме и за ова, ќе видиме како ќе биде. Ви благодарам за ова интервју. Ми беше чест. Благодарам.